Нови милионски тендери на државните електрани и по изборите власта во заминување продолжува да испумпува пари преку рек Битола, склучувајќи договори со една од омилените фирми Марковски компании. Компанијата на белорускиот почасен конзул ќари нов тендер тежок над 4,8 милиони евра за изнемување на багери, камиони и помошна механизација. Договорот кој е склучен во изборен период ќе важи 18 месеци, односно и новите директори ќе бидат обврзани да исплаќаат пари на оваа фирма која се поврзува со сомнителни тендери. Според првиот дел од рамковната спогодба, рек Битола ќе плаќа по 7.800 денари на час за хидроуличен багер на гасеници, 1.790 денари на час за камион дампер. Вториот дел се однесува на помошна механизација, односно за изнајмување на 3 различни автодигалки на гуми во вредност од 11 до 19.000 денари на час. Алфа праша во ЕСАМА зошто има потреба од нов тендер сега и дали имало пријавени други компании, но до емитување на овој прилог не добивме одговор. Минатата година Марковски компани доби неколку тендери. Во јавноста остана и запаметен оној од фантастичните 46 милиони евра од ЕСАМА за ископ на јаглен и меѓуслојна јаловина, а неколку дена претходно за истата намена се офајдија со тендер од скоро 25 милиони. Од позиција на тогашна опозиција, ВМРО ДПМН е обвини дека Асаф Ейсин, израелскиот гуру за пиар стратегиите на СДСМ, джебовите ги полнел токму од милионските тендери на рек Битола, што со години ги добива Борче Марковски и неговата Марковски компани. Инаку, омилената фирма на власта која со години е добитник на милионските тендери, според податоците од Централниот регистар, е основана во 2002 година со паричен влог од 2500 евра. Жителите на Новаци пак вчера се кренаа на масовен протест поради сообраќајниот хаос кој се создава оти нема посебен пат за тешките возила кои одат до рек Битола. Новачани се соочуваат со испукани куќи, енормно аерозагадување и максимално загрозена сообраќајна безбедност заради транспортот на јаглен. Не само Марковски, пред неколку дена, според Бирото за јавни набавки, склучен е и договор за технолошко чистење на рек Битола во вредност од речиси 5,7 милиони евра. Станува збор за рамковна спогодба помеѓу ЕСАМА и група на понудувачи Озонвеј увоз-извоз Дуел Битола и ЈС Трейд Груп Дуел увоз-извоз од Струмица.